Сдруженијето на приватни лекари во Република Македонија денес се одлучи на протест заради мејлите кои што ги добивме во време на викендот од страна на фондот, каде што огромен број на матични доктори пишува да прекорачиле хронична терапија и пишува да ја прекорачиле во прво тромесечие сумата за антибиотици и анксиолитици. Револтот е огромен кај сите матични доктори заради тоа што од септември, кога се фалевме сите дека сме направиле нешто добро за нашиот народ, да сме симнале огромен број на лекови од РСНР, направивме придобивка да не одат луѓето да се шетаат по специјалисти да бараат, заради тоа што и онака ги има во мањина во нашата држава. Направивме да помалку пати да се издаваат, секундарното здравство да биде растеретено од непотребно препишување на лекови, за кои што сите овие матични доктори кои што се позадимени во цела Македонија се стручни. Значи, овие се докторите кои што го држат примарното здравство и кои што се стручни да препишат и лосартан, и карведилол, и фликсотиде, и лекови за намалување на маслотиите во крвта, и лекови за тироидната жлезда добро да функционира, така да но фондот не постапи во моментот кога веќе се спуштаат поголем број на лекови, треба и буџетот за пропишување на лекови да се зголеми на примарно ниво. Тогаш не го сработија тоа, револтот е голем, не сакаме овака да продолжи, бидејќи секое тромесечие имаме доктори, педијатри грото кои што се казнети по 20 и кусури илјади денари и сметаме дека тоа не е во ред, заради тоа што ние сме доктори и нема доктор кој што ќе препише лек кој што некој не го користи или на некој кој што му треба да не му го дадеме. На кој диабетичар ги прошуваме фондот да му го скратиме лекот или на кој што е опериран од срце или е со ослабено срце да му скратиме од терапија. Велиме дека е нонсенс, не може само кај нас ништо да не се менува. Ние продолжуваме да бидеме доктори, нас ни е најбитно здравјето на нашиот народ. Нема да му скратиме на ниеден пациент, а фондот подитно управниот одбор да се донесе одлука во кој што ќе го зголеми буџетот или да го тргне буџетот. Или друго решение кое што им нудиме, софтверски да се направи контрола за да нема злоупотреба. Но овакви санкции и казни не може да нема. Вие во моментот имате болници хирушки кои што не работат, никој не е казнет. Имате еден куп афери кои што се случија на онкологија, никој не е казнет. Не може казни да има во примарно здравство. 50% од лековите кои што овие матични доктори ги пропишуваат се лекови кои што ги даваат специјалисти. Докторке, во пракса доаѓа пациент и бидејќи не вие како личност, туку докторот ја надмашил таа квота, сега треба да го одбиете. Така ли тоа нешто доаѓа? Такво нешто нема да се случи кај ниеден доктор. Нема, дали прашањето е на Пешков, дали тоа треба да го направите? Значи, ако овака се продолжи, треба ние да речеме извини, квотата ми е надмината, купи си го на приватно. Во тој случај се прашува сериозно прашањето на ниво на држава, дали треба да постои фонд за здравство, дали треба луѓето да си ги чуваат парите, бидејќи еве сега имате хирушки сали на клиника кој што е врвот на медицината, луѓето треба да имаат пари за да отидат во Систина, да отидат во Ремедика, во болници каде што здравството функционира 24 часа, каде што има персонал, каде што беспрекорни се во однос на грижа, но секој нема пари да отиде во приватни болници. Ова денеска е предупредувачки, половина час не работите со пациенти? Го користиме моментот на пауза, се договоривме сите од 12 до 12:30, но да ви кажам да ова се пораки за идните министри и за идниот директор на фонд, кој што неработењето во изминатите години е наталожено, гневот е достигнат кај матичните до плафон, а грото од најголемиот број од доктори кои што работат во примарно здравство велат да треба следното, ако веќе никој не ги послушува нашите барања кои што се во интереси на докторите и на народот, требали да се запре недела дена како во Словенија и да не отвориме додека не ни прифатат се. Така да ова е едно културно предупредување, секогаш сме гледале да го задржиме нивото, не сме сакале да ги оштетиме пациентите, но не може да глуви и слепи да играме 7 години. Значи практично што барате од фондот? Бараме од фондот управниот одбор утре подитно точка да се стави на дневен ред и да донесе зголемување на буџетот кај докторите или да ги тргне буџетите. Ние сме доктори од 92 година кога немаше буџет. Секој доктор крајно одговара со својот факсимил, значи пред суд, пред сите институции, дека јас вас кога ви давам некој лек не ви го давам за колачи, ви го давам за вашето здравје се подобри. Значи софтверско решение може да се направи, 21 век сме, нема нешто што не може да се контролира во светот, има добри практики, нека се видат, нека се работи, секој ден по еден проблем да симнувавме, до сега Швајцарија ќе бе. Добро, фала. Фала ви вас. Поздрав. Фала.